Благодарам, поштовани присутни, поштовани колеги, дами и господа, навистина мислам дека оваа дебата доаѓа во вистински момент кога се отвораат портите за Република Македонија за остварување на стратешките интереси, меѓутоа за овие остварувања ќе се отворат и можностите за сериозни напади, посебно за сајбер криминалот, кој што може да не направи сериозни штети во нашата Република Македонија не може и никако не смее да остане имуна на современите технолошки трендови, меѓутоа ниту на заканите. Граѓаните, приватниот сектор, индустријата, практично сите сегменти на општественото живење ги чувствуваат тие прилично динамични, софистицирани закони злоупотреби во сајбер простор. Министерството за надежни работи во рамките на своите надлежности предзема мерки за превенција, заштита и сузбивање на компјутерскиот криминал и злоупотребите во информатичката сфера, иако не секогаш и доволно, бидејќи за ефикасна превенција и заштита од на сајбер просторот ни е потребен холистичен и мултидисциплинарен пристап. Потаму, работната верзија на стратегијата за сајбер безбедност представува чекор понатаму во реално воспоставување еден таков посакуван, холистичен и мултидисциплинарен пристап. Практично овој документ по својата содржина, насоки и цели од суштинско значење за Република Македонија во делот на сето она што значи сајбер безбедност. Всушност самиот факт што при подготовката на предлог работната верзија на стратегијата за сајбер безбедност партиципираат 3 министерства за информатичко општество, за одбрана и за внатрешни работи, дополнително говори во прилог на неопходниот мултидисциплинарен пристап не само во подготовката на еден ваков документ, туку и во неговата реализација и практичната операционализација. Во овој контекст сакам да додадам дека работната група имаше задача да направи анализа на моменталната состојба, да направи анализа на меѓународните практики и препораки и согласно реалните потреби на Република Македонија да го концептуализира сето тоа во форма на оваа драфт верзија на стратегијата за сајбер безбедност. Читајќи визијата на стратегијата за сајбер безбедност, точно ќе го видиме концептот на сајбер безбедност кој го поддржуваме и посакуваме. Визијата е Република Македонија да има сигурно, безбедно, доверливо и отпорно дигитално окружување, поддржано од квалитетно изградени капацитети, високо квалификувани експерти, изградено ниво на доверба, интензивна национална и меѓународна соработка во областа на сајбер безбедност. Може би звучи амбициозно, но тоа е нивото на кој Република Македонија треба да се стреми во поглед на оваа проблематика. Секако не постои институција или организација која може да го постигне ова самостојно. И токму по тие причини нам е потребна стратегија, државна стратегија со акцијски план, со точно дефинирани активности, со зададени рокови, задолжени институции, како и организација за имплементацијата на стратегијата и акциониот план. Но не и само ова. За нас императивно треба да биде инволвирање на граѓанскиот сектор, на приватниот реален сектор, на академската заедница, отколку и имплементација на стратегијата за сајбер безбедност. Бидејќи сајбер безбедноста не е дестинација. Тоа е патување за кое што е потребно јасно идентификување на сите релевантни капацитети од приватниот сектор, јавниот сектор, академскиот сектор и нивно вклучување во активностите. Се разбира со една единствена цел – подобрување на националната сајбер безбедност. В тој смисол на крајот сакам да истакнам дека се надевам и очекувам сите заедно, усвојувајќи ги собствените искуства, експертизи, секој од својата област на делување, да дадеме квалитетен инпут во креирањето на првата национална стратегија за сајбер безбедност. Квалитетни предлози, идеи и решенија се повеќе од добредојдени и пожелни. Конечно, бенефитите во оваа стратегија треба да ги ползуваат сите граѓани и општеството во целина. Се надевам дека свеста ќе ја подигнеме на едно повисоко ниво за значењето токму на оваа област, пред се во заштита на безбедносните структури на Република Македонија и на критичната инфраструктура. Благодарам до сите што учествуваат во тимот за подготовка на оваа нацрт верзија. Повикувам да се вклучат сите релевантни фактори во македонското општество, да ги дадат своите забелешки. На крајот да имаме стратегија која што ќе ги одговори
прашањата што се поставуваат пред нас во оваа време и кои што ќе даде насоки како понатаму ќе продолжиме да ги идентификуваме сите проблеми и да ги решаваме заеднички. Благодарам на вниманието.